Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми. Со денови веќе дискутираме по однос на третата точка за избор на председател, членови и заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Пред да се избере оваа комисија, сметам дека во ситуација на длабока политичка криза, во која се наоѓа нашата држава, мораме по пат на дебата овде, на собраниската говорница, да расчистиме битни прашања и многу сериозни дилеми. Некои ја сметаат оваа дебата за непотребна, па дури и ја квалификуваат како обструкција. Но јас со тоа, почитувани колеги, не се согласувам. И не само јас, туку и над 200.000 граѓани кои секојдневно протестираат и бараат одговори. Сметам дека е од исклучителна важност членовите и замениците на оваа комисија да имаат на ум неколку важни работи, затоа што токму оваа комисија го дава или ги дава предлозите за председател на Собранието на Република Македонија. Кои се тие работи што предложените кандидати треба да ги имаат во предвид при носењето на одлуките? Прво и пред се да кажам дека победничка партија на овие избори е ВМРО-ДПМН со коалицијата. Иако јавноста е сведок на едно мастер сценарио од одредени центри на моќ, иако ја употребија целата своја машинерија, не успеаја да го убедат народот и ВМРО-ДПМН, почитувани колеги, почитувана јавност, да ве подсетам, победи на овие избори. Комплетниот мозаик на македонските граѓани им е склопен. Сценарието кое почна во 2014 година, кога и пред да се објават резултатите, опозицијата реши да не ги признае истите. Центрите на моќ ја најдоа погодната личност за остварување на својот план преку ликот на Зоран Заев и СДСМ. И почна со разнебитување на државата. Ги видовме на дело шарените револуции, кои беа директно финансирани од Сорос, кои сквернавеа споменици, културно наследство, оштетија државен имот, го оштетија Собранието, а сега дел од нив се и пратеници. Видовме како се копираат, by the book што се вели, сценаријата веќе видени во Украина и во други држави. Сорос и Канвас им беа идоли. Вриштеа дека имало 500.000 фантоми, па излегоа само 30 и тоа луѓе кои што постојат. Не беа фантоми, луѓе кои што постојат. Но, цитера, целта беше таа: власта мора да се земе по секоја цена, со лаги и со манипулации. На некој многу му пречеше Македонија да се развива, да намалува стапка на невработеност, да инвестира, да гради патишта, да гради училишта, болници и да се оди напред. Посегнаа по нелегално прислушкувани разговори и станавме војерска држава. Одеднаш стана многу поважно да се слушне кој што рекол, отколку да се види кој што направил. Да се дискредитира владеачката структура на најмизерен начин и да се колабираат институциите. После Пржинскиот договор и после двата неуспешни обиди за избори во април и јуни, а знаеме и зошто беа одлагањата на изборите во април и во јуни, се одржаа изборите во декември, за кои што тврдам и сум сигурна дека беа со најголем изборен инженеринг досега. За време на кампањата СДС и Заев почнаа да наметнуваат една реторика во стилот дека Охридскиот рамковен договор не е доволен и треба да се оди над од Охридскиот рамковен договор,
И ние се обидувавме да укажеме на граѓаните дека ова се опасни игри, опасни тези, но социјалдемократите повторно ја извртуваа вистината и во зависност од тоа во кој медиум гостуваа и во зависност од тоа дали им се обраќаат на македонците или пак на албанците или на турците, ромите или бошњаците, даваа различни изјави, па дури и контрадикторни изјави, па дури и во еден ден ги менуваа изјавите. После изборите, албанските партии ја подпиша тиранската платформа или декларација или резолуција под менторство на премиерот на Република Албанија Еди Рама. СДСМ ја прифати без проблем и без око да им трепне. Целата оваа состојба на народот му дојде преку глава и реши да излезе на улица. Затоа што свати дека е измамен, свати дека враќање назад нема. Никој во Република Македонија не гласаше за постизборна платформа, никој не гласаше за промена на знамето, никој не гласаше за промена на химната, никој не гласаше за двојазични банкноти, за двојазични униформи на припадниците на армијата и на АРМА и на МВР. Никој не гласаше за декларација за осуда на некаков геноцид, да се прогласи нашиот народ за геноциден народ. Ова навистина ја прелеа чашата кај граѓаните и масовно секој ден, 54 дена веќе, укажуваат дека се постизборно измамени и апелираат да се отфрли тиранската платформа. Колегите од албанскиот блок можам некако и да се обидам да ги разберам. Кога некој македонец ќе се прави поголем албанец од нив, тие мора да најдат начин тоа да го канализираат на нивна страна. И до сега морам да признам дека добро им оди. Но никако, ама баш никако, не можам да ги разберам социјалдемократите. Желбата за власт толку многу ги заслепи, што се испазарија на сметка на највисоките национални државни интереси. Како што кажа и еден колега од ДУИ, тоа е цената која СДСМ мора да ја плати ако сака да биде власт. Баш така, директно ви кажа. Цената е унитарна Македонија. Законот за јазици, кој што го криете како змија нозе и молчите на секое прашање, е планиран, напишан и усогласен. Ако се донесе овој закон за јазици, тој ќе го наруши мултикултурниот карактер на нашето општество и ќе го наруши унитарниот карактер на нашата држава. Ќе станеме бинационална држава. Унитарна Македонија, почитувани колеги, во досегашната пракса покажа дека се грижи за правата на сите граѓани. И тоа мора да го признаеме. Без разлика дали на националноста и ги унапредува правата на сите граѓани во Република Македонија. Обидот да се направи бинационална држава ќе го направи токму спротивното. Ќе загрози државата и ќе отвори други прашања, сосема други прашања. Отворена е Пандорината кутија, а кога се отвара Пандорина кутија, тогаш ќе почнат и прашања од типот на федерализација, кантонизација и слично. Ќе ги уназади правата на останатите етнички заедници, турци, срби, власи, роми, бошњаци и неповратно ќе го изгубиме карактерот на мултиетничка држава. Но како што кажав, желбата за власт е поголема од се. Нема ништо свето, нема граници за Социјалдемократскиот сојуз. Губитничката партија која се обидува да формира влада, а имаме платформа која што не беше изложена на избори, за да можат граѓаните да се произнесат по неа. Спремни се да ги одмолчат
сите понижувања кои што рафално стигнуваат скоро секојдневно и од Еди Рама, и од министерот за надворешни работи, и од пратеничката Мерсила Дода, значи сите оние понижувања кои што имаат крајно навредливи изјави и ги расколуваат националните чувства на македонските граѓани. Ви благодарам.